Ние прво како бранители, меѓутоа и обвинетите жалиме за овој трагичен настан. Навистина, јас мислам дека проблемот е по генерал системски некој проблем. На сите нам не е познато со највеќите групи какви се инциденти. За жал ова е трагичен крај. Мислам дека во случајов, а тоа се испостави од самото сведочење на девојката на починатиот Сазовски, се воспостави дека практично намерата на овие обвинети не била воопште да го лишат од живот, туку да го истепат. Таа дословно тоа и самата го изјави. Значи не може да стане збор за кривично дело убиство од член 123 став 2 во ниеден случај, бидејќи ниту има умисла, ниту пак евентуално ниту пак директна умисла, туку се работи за кривичното дело насилство од член 386 и тоа точка 6 од Кривичниот закон, бидејќи настапила смртната последица. Впрочем, и обвинителската истрага за цело време се водеше за тоа кривично дело за насилство, што е еден школски пример на ова кривично дело, бидејќи навистина е нападнат се починатиот и третиран и дека и тој предизвикано чувство на страф и несигурност кај другите, впрочем и луѓе кои биле во таа близина. Меѓутоа мислам дека по протестите на групата Комити дојде до преквалификација и ова за мене значи дека се уште јавното обвинителство не е независно, за жал. Благодарам. Имаш да додадеш? Па да, имам да додадам дека навистина ова е немил настан на кој што не посакувам на никого да се случи, но ние како бранители и јавното обвинителство заедно со судот имаме обврска да укажеме на вистинската правна квалификација за ова кривично дело. За жал и колегата Насер спомена, а тоа е дека јавното обвинителство до поднесување на обвинителен акт не го положи испитот во делот на поставување на правилна примена на квалификацијата на делото. Напротив, за цело време ја водеше истрагата за кривично дело насилство 386 став 6, што беше и правилно во тој момент, но се отиде со погрешна и потешка квалификација од јавното обвинителство поради притисокот од јавноста кој што беше направен и медиумите тоа добро го знаат од кои причини, но јас сум убеден дека првостепениот суд ќе се издигне над притисокот и ќе донесе правилна одлука, се со цел да укажеме на јавноста дека повеќе вакви настани никогаш да не се случат, но за жал обвинителството требало да постави правна квалификација која што во тој момент беше, а тоа е насилството.